Принудени сме да ставиме клуч на вратот и владините мерки не се доволни за да го спасиме производството. Отворено зборуваат сопственици на текстилни компании из Алфа. Иако се реализираат најцрните сценарија, илјадници работници ќе останат без работа. Размислуваме за опцијата отпуштање на работници заради тоа што практично од 10 април ние повеќе немаме работа. Мерките што ги предложи владата нема да ни помогнат. Предлогот на Стопанската комора е најдобар. Тоа веќе го воведува, мислам дека Србија, Грција и Словенија. Вели за Алфа Маријан Румпевски од сопственичката структура на Политекс од Берово. Во понеделник ставам клуч на врата. Пазарот во Германија се затвора и немам за кого да работам, вели сопственикот од Дока Текстил Валандово, кој претходно донирале 40.000 маски во Валандово, Дојран Гевгелија и Демир Капија. Газдата рече дека засега немал намера да ги отпушти работниците и ќе се бори колку што може, но опцијата да се задолжи со кредити била невозможна, зашто враќањето потоа било илузија. Ниту минималната плата што владата сака да ни ја даде, ќе треба да ја враќаме до крајот на годината, а не верувам дека каква било добивка ќе оствариме до тогаш. 20 години работам и го полнам буџетот. Сега ми е неопходна реална поддршка, а не вакви мерки. Да не помогнат со 100% покривање на трошоците барем за 2 месеца. Рече за Алфа сопственикот на Дока Текстил Тони Пандев. Текстилната конфекција Ноел од Гевгелија веќе отпуштила 105 шнајдерки. Сопственикот Томе Главчев за Алфа вели дека намалениот обем на работа го принудил на тоа оти речиси 100% од кошулите се извезувале на германскиот пазар. Некои медиуми шпекулираат дека станува збор за 150 жени, но тоа не е точно. Се работи за 105 работници, главно шнајдерки кои беа на договор на дело. Уверен сум дека штом се подобри состојбата, сите до една ќе ги вратиме на работа. Навистина сум изненаден од мојот грчки партнер кој со полна пареја работи и извезува, иако пазарот е затворен од сите страни. Рече Томе Главчев од Ноел Гевгелија. И во Тетово над 160 работници остануваат на улица, а луѓето обвинуваат дека раководството им наложило да потпишат анекси на договорите за работа. Сите вработени во Тетекс Јарн Лимитед од 1 до 10 март подпишавме договори на 3 месеци. На 17 март ни беа дадени нови договори за работа со важност од 9 март до 31 март, без напишан износ на плата. Така со завршување на новиот договор од 1 април, ние остануваме без работа. Се жалат работниците кои ги испратија документите и додека компаниите се принудени да стават клуч на врата, за власта тоа не било ништо драматично. Бројката била мала и немало простор за паника. Факт е дека нема драстичен број на луѓе кои што се отпуштени од работа во овој период. Постои една нормална, би рекол, флуктуација, едни одјавени, пријавени нови, има отпуштања на некоја бројка, има и ново вработени, меѓутоа тоа не е бројка која што драстично отскокнува во овој период. Дрексел Мајер во Кавадарци па го продолжува колективниот годишен одмор и тоа на 5000 работници од компанијата. Поради актуелната состојба со ширењето на коронавирусот, како и прекинатите нарачки од нашите клиенти, компанијата го одложи производството. Повторниот старт ќе зависи од развојот на ситуацијата со светската пандемија, но и од развојот во автомобилската индустрија. Останува отворено прашањето дали ќе се предомисли власта да ги спаси работниците со вбризгување на пореална финансиска инекција за компаниите да се одржат.